Откровение на апостол Јован, 16 глава. И чув од храмот висок глас како им вели на 7 ангели: Одете, излејте ги 7 чаши со гневот Божи на земјата. И отиде првиот ангел и ја излеа чашата своја на земјата, и по луѓето што го имаа белегот над зверот и се поклонуваа на неговата биста, се појавија лоши и лути рани. И вториот ангел ја излеа чашата своја во морето, и тоа стана како крв од убиен човек, и се живо изгина во морето. Третиот ангел ја излеа чашата своја во реките и во изворите водни, и тие се претворија во крв. Потоа го чув ангелот на водите како вели: Праведен си Господи, кој си, кој беше, свет си, зашто така пресуди, бидејќи тие пролеа крв на свети и пророци, и ти им даде да пијат крв. Заслужуваат. И чув друг како зборува жртвеникот: Да, Господи Боже Содржителе, вистинити и праведни се Твоите пресуди. Четвртиот ангел ја излеа чашата своја врз сонцето и му се даде да ги жари луѓето с оган. И силна жега ги опфати луѓето и го похулија името на Бога кој има власт над тие зла и не се покаја да му оддадат слава. Петиот ангел ја излеа чашата своја врз престолот над зверот и царството негово се помрачи и луѓето ги гризеа јазиците своји од болка. И го проколнуваа небесниот Бог поради болките и раните своји, но не се покаја за делата своји. Шестиот ангел ја излеа чашата своја во големата река Еуфрат и пресуши водата нејзина за да се приготви патот за царевите од сончевиот исток. И видов кога од устата на змевот и од устата на зверот и од устата на лажниот пророк излегоа 3 нечисти духа како жаби. Зашто тоа се ѓаволски духови кои прават чуда. Тие одат кај царевите на целиот свет за да ги соберат за војна во неголем ден на Бог Вседржителот. Ете, јас доаѓам како крадец. Блажен е оној кој бде и пази на лиштата своји за да не оди гол и да не се гледа срамот негов. И ги собра на местото наречено по еврејски Армагедон. Седмиот ангел ја изли чашата своја на воздухот и од престолот на небесниот храм се пронесе силен глас кој извика: Се сврши. И имаше светкавици, громови и гласови, и стана силен земјотрес, таков голем и силен потрес, каков што немало откако има луѓе на земјата. Големиот град се раздели на 3 дела, и градовите на незнабожците паднаа. А великиот Вавилон се спомна пред Бога за да му се даде чашата со вино од јароста на неговиот гнев. Сите острови исчезнаа и гори веќе не се гледаа. И град, голем како талант, падна од небото на луѓето, а луѓето го проколнуваа Бога поради злото од градот, зашто тоа зло беше многу големо.